Слободата и Европа се изградени врз победата над фашизмот. Овој ден представува символ на слободата, човековото достоинство и големата победа над фашизмот. Победа над идеологија на омраза, тиранија и човечко обезличување. Победа на народите кои одлучно застанале во одбрана на слободата на човечноста, победа на народите помеѓу кои беше и македонскиот. Денешниот датум го означува пресмртниот момент во кој е дефиниран идниот изглед на Европа. Европа од идејата на Роберт Шуман, изградена врз заедница, солидарност, демократија и почитување на човековите права. Кога зборуваме за Европа, не зборуваме само за географија или политички процес. Европа значи вредности. Европа е идеја за слободен човек и праведно општество. Современата Европа е создадена врз орнатините на Втората светска војна и врз решителноста никогаш повеќе да не се дозволи фашизмот да ја отземе човековата слобода и достоинство. Тоа се идеали кои денес треба да не водат како народ и како држава. Денеска, 9 мај, должни сме со особена почит да се потсетиме на нашите предци, на македонските партизани, кои се наследници на илинденската епопеја и комитската традиција и кои се изборија за слободата што беше скапо платена. Македонскиот народ има свое достоинствено и историски заслужено место во големата антифашистичка коалиција на народите кои ја донесоа слободата во Европа. Во таа крвава и тешка борба, македонците се изборија за право на собствен идентитет, достоинство и иднина. Тие генерации не се бореа само за своето време, туку и за нас, за денес да живееме во мир, слобода и со право сами да ја градаме сопствената иднина. Наш долг е да не дозволиме нивната жртва никогаш да биде заборавена, туку да ја чуваме како темел на нашата државност и национално единство. И по толку години, ние и денес мораме искрено да зборуваме за состојбите дома. Македонија помина низ многу премрежја, компромиси и отстапки, но имаме сила и капацитет да одиме напред по европскиот пат. Нашата иднина е во развиена демократска и економски стабилна држава, во која институциите ќе работат во интерес на граѓаните. Правдата ќе биде еднаква за сите, а младите ќе имат причина да останат и да ја градат својата иднина тука, дома. Европскиот пат не значи само членство во Европската унија. Тој значи европски стандарди, дома, владење на право, почитување на законите, економски развој, квалитетно образование, подобро здравство и општество во кое трудот, знаењето и честноста ќе бидат вистинските вредности. Токму затоа денес, повеќе од кога било ни се потребни заедништво, одговорност и верба во сопствените сили. Македонија секој знаела да опстои кога било најтешко. Македонија ќе успее и сега, затоа што нашите граѓани заслужуваат достоинствен живот, сигурност и перспектива. И нашата Струмица се отсекогаш била град на напредни луѓе, на слободоумност и на љубов кон татковината. Град кој знаел да создава, да обединува и да чекори напред. Од тука денес испраќаме порака дека веруваме во слободата, во демократијата и во европската иднина на Македонија. Нека 9 мај биде потсетник дека мирот и слободата не се дадени еднаш за секогаш, туку вредности што мора постојано да се чуваат и негуваат. Да продолжиме да градиме општество во кое ќе има повеќе почит, повеќе солидарност и повеќе надеж за идните генерации. Нека е вечна славата на борците против фашизмот. Нека живее слободна и достоинствена Македонија. Нека живее европската идеја за мир, единство и слобода.